Добро утро. Или добар ден, како сакате. Sejedno, со добри намери сум да ги отворам темите кои се на границата на дилемата како ќе се имунизираме пред опасноста од можна финансиска криза или продолбочување на економската криза, дотолку повеќе што нема се уште назнаки од и почна процесот на елементарно заздравување. Се е на така речена позитивна нула плюс минус. Она што во овој момент сакам да ви го соопштам, тоа е новата политика на новата кредитно-монетарна политика на Централната банка, која донесе одлука да го продолжи трендот на намалување на каматите од што представува на одреден начин едно од најниските нивоа на камати кои достигаат годинава веќе 1,25. Например, во јануари се намалени од 2,25 на 2 насто, во март од 1,75, во мај на 1,5 и значи продолжува тој тренд. Веќе стана стандардно, гостин е економскиот аналитичар, па и веќе би рекол колумнист за брифинг Мирче Јовановски. Мирче, што е оваа политика? Тенденција на олабавување и шанси да се зголеми банкарската потрошувачка и граѓанското кредитирање, или е тоа знак на прифаќање на овие бранови нови од европските финансиски пазари? Па од се по нешто. Значи, мислам дека ова е на одреден начин своевиден притисок или можеби повеќе порака до банките дека треба повеќе да се насочат кон стопанството, да бидат поактивни чинители во економскиот живот и да им помогнат на компаниите да се не би можел да кажам да излезат, туку да се соочат со овие предизвици и проблеми што ги има економската криза. Тоа е едниот елемент. Другиот елемент секако и во светски рамки сведоци сме дека централните банки водат политика на ниски основни каматни стапки. Таа политика мислам дека ќе продолжи. Вчера и Европската централна банка најави дека ќе продолжи со истата политика во наредниот период. Американските федерални резерви, исто така министерката за финансии Дженет Јелен деновиве порача исто дека ќе се води таква политика. Има една најава дека е можно зголемување на каматните стапки дури од 2023 година во Соединетите Американски држави. Претпоставам дека Народната банка ги има сите тие елементи во предвид и се обидува со монетарната политика да пресретне можеби некои действија, некои работи кои што можеби треба да се очекуваат годинава во пресрет на завршување на економската криза, во обидот да се излезе со што помалку економски штети и фирмите да фатат некој чекор за во наредниот период. Има уште една одлука на Народната банка која мислам дека заслужува коментар, бидејќи имаше и реакција од банкарите. Тоа е аберот и притисокот на регулаторот да не се извлекуваат и доделуваат дивидендите, а прилично се високи кај овие водечките банки и кај сите, или како велиме банките се полни како бродови, до крајот на годината. Првата реакција на Комерцијална банка, ние донесовме одлука, го свикавме акционерското собрание и ќе ја доделиме дивидендата, што беше покажување на одреден начин моќ. Очигледно дека Хари Костов сватил дека тоа значи на одреден начин кривично дело, па се повлече и рече дека ќе почитува одлуката. Но зад образложението на таа одлука стои еден цитат кој ми влева малку скепса, а тоа е одлуката ја носат заради пресретнување на можни финансиски последици и состојби до крајот на годината. Од друга страна, имате една перманентно бомбардирање од Централната банка дека финансиската состојба е стабилна, денарот е стабилен. Тие две состојби на мерката и образложението не ми одат едно со друго.
Па може да се каже на прв поглед се парадоксални, контрадикторни. Меѓутоа, вака, треба да имаме во предвид дека ваква одлука не донесе само Народната банка кај нас. Вакви одлуки претходно имаат донесено централните банки во некои други држави. Пред себе во обкружувањето тоа го има во Хрватска, мислам во Србија, да не зборуваме и пошироко во други земји. И точно е, значи тоа јас го гледам како еден вид предпазливост, затоа што треба да имаме во предвид дека минатата година со низа регулаторни мерки се одложи плаќањето на кредитите и кај фирмите и кај населението. И сега мислам дека веќе тие одложувања доаѓаат до крај. Мислам дека годинава ќе ја видиме вистинската слика и на лошите пласмани, кои што минатата година Народна банка се пофали дека се на рекордно ниско ниво од 3,4%. Меѓутоа, мислам дека минатата година не можеме да зборуваме за некоја јасна слика каква била во банкарскиот сектор. Факт е дека се огромни, големи се профитите и на некој начин тоа, јас би рекол, да не бидам сватен дека јас ги бранам банките, меѓутоа мислам дека стабилен финансиски систем е многу важен за кога ќе дојде периодот за излегување од кризата. На стопанството му требаат стабилни банки за да ги финансира. Друго е прашањето, да речеме, дали се каматните стапки доволно ниски за таа работа, дали банките имаат простор да ги спуштат каматите и провизиите. Тука секако дека веројатно има простор за дискусија. Во однос на дивидендата и спорот кој што произлезе меѓу Комерцијална банка и Народната банка, не би го нарекол спор, пред себе би ја нарекол една реакција на банкарите која што може би од нивна гледна точка секако и оправдана, бидејќи вака мислам дека има некоја логика кога се вели дека тие пари повторно ќе завршат во нашето стопанство. Барем кога станува збор за Комерцијална банка, бидејќи таму се домашни акционери пред се. Има и странски. Има, меѓутоа, мислам дека една од банките каде што во значаен обем и во акционерскиот капитал се домашни компании, на кои што веројатно сметале на тие приходи за одредени нивни активности годинава. Друго е да речем кај некои други поголеми банки во државата, каде што стратешки инвеститори се странски банки и кои што, ако ја се деле дивидендата, би ја изнеле надвор. Мислам дека јас таа одлука на Народна банка ја гледам токму во светло на престанување на тие регулаторни мерки. Има сигнали дека и покрај одложувањето на плаќањето на кредитите, сега има повеќе компании кои што имаат проблеми со враќање на кредитите, банките прават напори тоа да го премостат преку разни начини на рефинансирање, бидејќи во крајна линија во интерес на банките е фирмите да живеат. Затоа што јас не гледам дека банките сакаат, нели, под наводници да умрат некоја фирма. На нив им требаат живи фирми каде што ќе ги пласираат тие пари кои што ги имаат. А ги имаат многу. Ако се следат финансиските ветришта од западниот финансиски пазар, кој релативно е прифати наша врзница со најниска досега камата, и тоа треба да го уважуваме на задолжување, дали мислиш дека овој тренд на перманентно задолжување, веќе се пробиени сите плафони, речиси, и дефицитот е 900 милиони, скоро 900 милиони. Ќе треба дополнително задолжување, не знам дали од домашни кредитори и услови. Дали мислиш дека таа спирала ќе ја помине оној стрес тест кај граѓаните дека одиме во неповратен процес на задолжување и на банките, и на домашните потрошувачи, и на фирмите. И дека ми е и симптоматично дека ова Бежовска, како гувернер, за разлика од претходните два, кои дојдеше до обврзница, предупредуваа долго да не се зголемува и така натаму. Ние од 34 стигнавме, речиси, до 54-5, веројатно и до 55 сигурно. Дали е тоа
здрав модел ако кон банките се ригорозен, а не и кон државата да ја предупредуваш? Значи, јавниот долг веќе ја надмина границата од 60%, 60,3 или 8, не знам колку е во моментов, значи некоја граница која што е како лимит според мастрихтските критериуми, кои што не се однесуваат за волја на вистината на нас, бидејќи ние ниту сме дел од Европската унија, ниту од еврозоната. Значи, оваа обврзница на некој начин беше условена. Значи, мораше да се издаде, затоа што стигаат за наплата, за плаќање 500 милиони евра долг кон странските кредитори врз основа на обврзница земена во 2014 година. Македонија нема финансиска моќ, нема економска сила да ја исплати обврзницата наеднаш и за толкав износ. Мислам дека и во наредниот период, наредните години исто така ќе мора да се издаваат обврзници, бидејќи стигнува за наплата дури и поголем износи. Мислам дека една обврзница од 700 милиони евра стигнува, така да Македонија е влезена во еден таков, би го рекол, маѓепсан круг, од кој што ќе треба време и многу банкарите велат прудентни политики, нели? Многу внимателни политики во однос на управување со јавниот долг, за да се спуштиме под нивото на 60%, што според стратегијата на Министерството за финансии, тоа и ќе се случи во наредните 5 години. Меѓутоа, во меѓувреме, јавниот долг ќе се зголеми уште повеќе. Во однос на ова што забелешката што ја имаш на Народната банка дека молчи во однос на задолжувањето, не би рекол дека целосно молчи. Од друга страна, може би е тоа, да кажам, таква одлука за да не се влегува во туѓиот двор, нели, под наводници, иако е добро да се слушнат мислењата на компетентните за ова прашање. Само ќе потсетам дека пред некој ден на прашањето за дивидендите од страна на новинарите и министерот за финансии и вице-премиерот во владата Битичи, значи не ги коментира одлуките на Народна банка во однос на дивидендите. Така да може би тоа е респективна поделба на надлежностите во институциите, тоа не треба да го, да речем условно, да го фалиме. Но Мирче Јовановски на крај, поврзано и со долгувањата и со задолжувањата, дел од парите треба да се искористат за имунизација, за купување на вакцини. Ние се наоѓаме во една парадоксална ситуација. Имаме политички пораки, имаме неумесни политички изјави од нашите челници, има сомневање за прилично сомнителна трансакција кон кинеските. Што ти сугерираш? Ако од вакцинацијата, имунизацијата зависи и способноста на адаптација на економијата и на работоспособното население, не ти се чини дека ова првостепен интерес од национална безбедност, да се обезбедат вакцини по секоја цена? Дефинитивно, мислам дека тука опозицијата има право кога вели дека прв приоритет и за економијата е вакцинацијата. Затоа што многу работи ќе зависат од степенот на вакцинација во земјата. Ако сакате, дури слободата на движење, нели, сведоци сме дека и во Европа се заговара вакцинален пасош и така натаму. Така да многу работи ќе бидат условени од вакцинацијата. Овие работи кои што излегоа во текот на вчерашниот ден во врска со набавката на вакцини, мислам дека треба што поетно да се расчистат, да се види што е, како е и сите да вложат напори, да се најдат сите можни начини да се набават вакцини што е можно побрзо и да се почне со процес на масовна вакцинација. Значи, ние сме релативно мала земја, ако добро се организираме, ако се набават вакцините, тоа мислам дека може да оди и релативно брзо. Меѓутоа, подитно треба да се расчистат овие работи. Благодарам Мирче Јовановски од независен, веќе во форма на свој еден неделен колумнист на утрински брифинг.